Сите овде сме многу среќни, бидејќи конечно можевме да го разубавиме ова прекрасно место. Се ставија нови клупи и нови канти каде што се подобри и изгледот на споменикот на слободата. Самата иницијатива дојде од тоа што кога ја усвоивме стратегијата за меѓуетничка интеграција и младинско учество на локално ниво, самите активности планирани во тоа беше да имаме и некои локални акции кои што ќе ги реализираме. Успехот наш е во тоа што успеавме да ги вклучиме сите основни и средни училишта во процесот, затоа што изборот на приоритети ни беше особено битно да биде слушнато од повеќе млади и да бидат консултирани повеќе млади. Учениците во нивните училишта и во нивните средини ги направија активностите на анкетирање за тоа што ќе биде приоритет. Со тоа што кога младите ги избраа трите приоритети, веќе ние бевме на чекор како општина што можеме да допринесеме за да тоа биде променето. Една од нашите идеи, која што ја смислевме за подобрување на нашиот град Кочани, беше идејата за изградување на рекреативно место. Нашиот приоритет е да се изгради велосипедска патека. Иако споменикот на слободата е изграден во далечната 1977 година, сепак и ние самите сме свесни колку за него не се води грижа и колку големената грижа за него може да допринесе за тој да стане едно природно богатство кое што може да го посетуваме и ние младите, но сепак и повозрастната група на луѓе. Наша идеја е да се постави мал паркинг за велосипедите, затоа што е тешко да се искачуваат велосипедите до горе. Во зеленилото да се стават неколку клупи, летниковци, цвеќиња, грмушки, борчиња и корпи, сето тоа дополнува за подобар естетски изглед. Сметам дека сите три проекти се многу важни, мислам дека сме на добар пат да овие три желби бидат исполнети на нашите сограѓани, односно на најмладите ученици. Очекуваме и понатаму да бидат будни и да не потсетуваат за она што ние не можеме да го видиме од нашите места. Ние придонесовме конечно луѓето да можат ова место да го сакаат. Јас придонесов за почиста околина. Јас придонесов во овој проект при помагање на реализација и исто така во чистење на околината. И една порака кон сите млади овде во Кочани, ве молиме, ова место е приубаво за нас и ние ако сакаме можеме уште многу поубаво да го направиме. И затоа ве молиме од сите нас тука, ако може да го чувате.